Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан утре нема да се сретне со представниците на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Хан добил барања и за други средби, но во неговата агенда предвидено е да се сретне само со представниците на политичките партии. Како што кажав и во петокот, планирана е средба со политичките представници. Вистина е дека имаше и други барања за средби и многу често кога тој патува во земјата се обидува да се сретне со колку што може повеќе представници, вклучувајќи ги и на пример представниците од граѓанското општество. Но овој пат Еврокомесарот ќе се сретне само со политичките представници, со оглед на тоа што агендата толку му дозволува. Од иницијативата за заедничка Македонија пак инсистираат на средба на која ќе му ги пренесат нивните барања. Велат дека Хан треба да најде време и да го чуе гласот на околу 200.000 граѓани кои секојдневно излегуваат на улиците низ цела Македонија. Еврокомесарот е еден гостин во Република Македонија. Ние сме домакини во Република Македонија. Ние ги знаеме сите проблеми, сите слабости, сите мани, сите маки кои што ги имаме тука. Така да, неумесно е еден гостин во Република Македонија, кој што има некаква си политичка цел во оваа земја, да не наоѓа време за среќавање со луѓето кои што живеат тука и кои што ќе останат да живеат тука и откако тој ќе си замине. Му порачуваме да најде време, бидејќи сеедно, тоа не ни менува нас ништо. Ние сме таму кај што сме и ќе сме уште побројни. Ако одбие да се сретне со нас, тоа е, како ви кажам, на сечија штета. Според најавите, утре Еврокомесарот Хан заедно со европратениците Едвард Кукан, Иво Вајгал и Кнут Флекенштајн ќе се сретнат со представниците на политичките партии, а освен со нив предвидена е и средба со председателот Иванов, како и со председателот на Собранието, иако на агендата не е пишано името на спикерот на Собранието.